Владимир Божиновски, универзитетски професор, на скајповска линија. Професоре, добре дојдовте. Добре најдов. Од каде да почнам, бидејќи многу учествувања, Гоце Делчев, Тито, многу случувања на политичката сцена. Ајде со оно што е најактуелно, Слупчане. Може ли тоа да биде некаков, која е пораката прво која што се испраќа, апропо нели зелената агенда која што промовираше, дуи многу се дискутираше околу тоа дали такви споменици уште толку ќе го продлабочат јазот на релација македонски и албански етникуми? Добро, ова не е поврзано со некаква зелена агенда очигледно. Знаете како, кај нас очигледно е дека во таа политичка, би рекол, неинвентивност, кога партиите сакаат да покажат нешто, да им се додворат на своите гласачи или да едноставно се обидат да ја затврстат својата поддршка, прибегнуваат кон некои добро проверени рецепти, да ги наречеме, политички рецепти, меѓу кои што е и создавање или градење на некакви споменици кои што би ја зацврстиле поддршката кај делот од популацијата на одредена политичка партија, и преку кои што на некој начин сакаат да покажат дека они се всушност тие кои што ги заштитуваат нив или кои што се најдобри представници. И затоа имаме и некои, би рекол, не се тоа чудни, него повеќе се трагикомични моменти каде што се гради еден споменик во општина која што нема ни доволна инфраструктура за да може да функционира. И една од најсиромашните општини во државата. Така да наместо да се инвестираат тие пари во нешто од кое што ќе имаат корист или добровит самите жители, се прави еден споменик како некаква желба за затврстување на тој линк помеѓу политичките партии, помеѓу политичките елити и граѓаните кон кои што нели тие се насочени за поддршка. Затоа и ова е во таа насока. Она што мене ме загрижува е нефункционалноста на институциите, затоа што ја немам проблем ниту со споменици, ниту со некакви други културни, да ги наречем, обележја, иако не знам дали може да биде во таа категорија. Доколку се разбира, све е направено законски и во согласност со нели институциите кои што треба тоа да го одобрат и да го потврдат. Ние во случајот гледаме, односно видовме дека Министерството за култура се прогласува за ненадлежно, иако токму Министерството за култура е надлежно и затоа треба нели некој да ја праша министерката како тоа Министерството за култура е ненадлежно, кога нели за сите споменици обележи на културата, покрај дозвола од, не знам, општините или другите органи, мора да свое мислење да даде и Министерството. Во случајов тоа не е така. Некако се префрлува топката и се добива чувство дека секој може да прави што сака, а без при тоа да има никаква или некаква одговорност. Тоа е прецел лоша порака и кон граѓаните, затоа што на тој начин едноставно имаме непочитување на институциите од оние што најмногу треба да ги почитуваат. И тогаш се поставя прашањето зошто обичниот граѓанин би ги почитувал институциите или законите на оваа држава. Така да тоа е она што мене повеќе ме загрижува, како си беше све како што треба, нели, со сите оние дозволи, одобрени и така натаму, во ред. Но повторно имаме тотално заобиколување на законите и на прописите од оние кои што се најмногу повикани, нели, да ги почитуваат. И тоа е она, би рекол, негативна порака која што најмногу се испраќа. Друго, имаше некакви изјави дека нели ова као тој споменик ќе ги обединил граѓаните, а навистина не знам како ќе ги обедини граѓаните, искрено да ви кажам. Мислам дека на никого не му е јасно тоа.
Така да едноставно се со вакви действија, освен што се на некој начин се дерогира државата и институциите, се зголемува и јазот помеѓу самите граѓани. Сега, професоре, кога сме гледале вакви ситуации, вакви настани, споменици и така натаму, секогаш тоа алудирало и детерало да мислиме дека во Македонија каде и да ќе има избори. Извршниот комитет на ВМРО-ДПМН вечерва ќе одлучува, не го поврзувам ова на ВМРО-ДПМН со ДУИ, но само го ставам во контекст дека и ВМРО-ДПМН вечерва одлучува за пристап кон активна блокада на собранието со цел постигнување диалог и она барање за предвремени парламентарни избори. Можни ли се предвремени парламентарни избори? Секако дека се можни, нели, кај нас секогаш се можни предвремени парламентарни избори. Ако видиме изминативе 15 на години, ние постојано имаме предвремени парламентарни избори. Така да сосема легитимно, нели, барањето на опозицијата, секоја опозиција сака да се пробва на избори, особено што имаме ситуација каде што јасно изразената граѓанска волја на изборите пред 5-6 месеци, локалните избори, беше дека најголемата партија во власта, односно СДСМ, ја изгуби поддршката од народот. И со самото тоа изгуби и легитимитет на некој начин да влади, и затоа и се разбира дека е оправдано и самото барање на опозицијата. Секоја опозиција има право да бара избори. Она што мене повеќе ме загрижува во однос на функционирањето на власта е принципот по кој што владе во моментов, а тоа е, да се изразам, нели, колоквијално, купи ден помени. Значи, едноставно да бидеме тивки, да си поминуваат деновите. Не е сега успех на СДСМ и на власта да направи нешто, тоа што го летувала, тука е успех да дојде до некои си редовни избори. Всушност, успехот на владата го мерат колку повеќе ќе останат на власт. Особено што имаме повторно кревко мнозинство, имаше многу политички вратоломи во однос на создавање на некаква коалиција. Гледаме дека имаме сериозни проблеми со онаа економска енергетска криза за која што сите говориме, таа само ќе се појачува, се разбира. Има еден куп, би рекол, други проблеми кои што директно ги засегаат граѓаните, на кои што власта не знае да одговори. И на крај, особено сензитивно и значено за поголемиот дел од граѓаните на Македонија е што се случува всушност со преговорите со Бугарија. Ние сме сите во темница, буквално никој не знае што се случува, освен дека имаме постојано дерогирање на македонскиот национален идентитет и буквално секој месец имаме некоја нова бламажа, некое ново понижување на кое што мислам дека на повеќето граѓани им е веќе доста. Еве да го споменеме најскорешното отворање на некаков си бугарски клуб на, би рекол, најпознатиот фашист и антимакедонист во 20 век, Ванчо Михајлов. Што значи активна блокада на собранието? Да видовме од најавата кој што ја даде лидерот на опозицијата Мицкоски, дека тие во собранието ќе ги поддржат сите закони кои што значат зголемување на плати, на пензии и така натаму, оно што е за стандардот на граѓаните, но од 10 мај планираат активна блокада на собранието. Што може ова да предизвика? Дали може да предизвика политичка криза? Ние не сме излегли, видиш, тоа треба да го рачистиме. Ние не сме излезени од политичката криза. Имаме континуитет на политичка криза. Некогаш е таа повеќе изразена, некогаш е таа помалку изразена. Изминативе, би рекол, 2 месеци опозицијата беше мощна конструктивна, со оглед, нели, на војната и кризата која што ја предизвика војна Украина, а со цел, нели, да не се, би рекол, дополнително да не се создава некаква криза, но видовме дека едноставно нема некаква корист од тоа. Значи, власта си продолжува без при тоа да консултира воопшто опозицијата.
секојдневни повици се нели за би рекол една поголема инклузивност не само на опозицијата, туку и на граѓанскиот сектор, особено за прашања кои што се сензитивни за државата и оние кои што се најзначајни за државата, бидејќи ако ви очекувате некаква поддршка во криза, тогаш треба да покажете и една широчина, да ги вклучите и оние кои што се надвор од таа ваша власт. Ова пред се однесува на вклучување нели на опозицијата и експертите во однос на менаџирање на економската криза, затоа што ја не гледам друго освен нови задолжувања или барање за нови задолжувања. Сега ова последно што го слушаме дека Македонија повторно, односно власта повторно сака да задолжи Македонија за нови 900 милиони евра. Ако се сеќаваш 2016, не знам, на 40% задолженост од БДП, тогашната опозиција, сегашна власт, правеше протести затоа што Македонија била презадолжена. Од тогаш до сега, не само што не е вратен дел од долгот, туку ние сме дополнително задолжени, сега веќе долгот е над 60%. Мислам дека се задолжи во овие 5 години околу 3 до 4 милиарди нови. Не може да функционира така држава. Знаете како, вие може да се задолжите, но и тоа ќе престане, што потоа. Нема одржливост на самиот систем. Плюс ова што го споменав, а кое што е клучно за повеќето нели граѓани во државава, што се случува со преговорите со Бугарија. Затоа што освен понижување и мол од страна на власта, ние не гледаме ништо друго. Се најавува некакво решение, никој нити знае какво е тоа решение, нити што тоа би можело да продуцира во иднина. А вчера Мицкоски излезе со изјава дека нема да прифатат и да гласаат за уставни измени доколку земјава не добие писмени гаранции од Бугарија. Значи, ако имаме писмени гаранции, во таков случај и пратениците од ВМРО ДПМН би гласале за отварање на уставот, односно за влегување на бугарите во македонскиот устав, како народ. Видете, за промена на уставот се потребни 2/3, така да без ВМРО ДПМН не може да се чепи уставот и тоа е на сите јасно. Проблемот е што до сега имавме разни ветувања, еве 30 години сме заглавени во онаа чекална на ЕУ. И покрај тоа што, например, пред 3 години Македонија го смени името дури и за внатрешна употреба, што беше врвно понижување, би рекол. Затоа што ако говориме за тие преговори со Грција изминатите 30 години, никогаш не беше ставено нити побарано од Грција ние да го промениме нашето уставно име за внатрешна употреба. Сега и тоа се да. Но и покрај тоа ние се уште сме во чекалната неу. Ако, мислам, не сме заборавиле, нели, скоро беше власта и претходниот премиер едно 10 пати најавија дека ние имаме датум за преговори. Очигледно дека немаме. Исто така, кога се подпишуваше тој договор, сите ние попаравме и паравме кога ќе се подпишува, ако се подпишува, каков и да добиеме гаранции дека нема да се имплементира ништо, дека не ги пуштаме тие преговори токму заради опасноста дека некој друг ќе не блокира. Јасно беше. Не е дека нешто падна од небо. Едноставно бугарите чека да се заврши со Грција, за они потоа да дојдат на ред. И сега вие да имате некое барање повторно да се менува устав. А без притоа ние воопшто да имаме каква било сигурност дека нема утре или задутре повторно, затоа што Бугарија не блокира и покрај онен договор за добро соседство подпишан 2017 година. И сега повторно се чепка устав, а притоа да немаме никаква гаранција дека утре или задутре некоја истава или некоја друга бугарска влада нема повторно да не блокира, мислам нонсенс. Затоа што со политиката на коленичење и со политиката на тотална субмисивност видовме дека не стигнавме до никаде. Напротив, во моментов Македонија во полоша позиција колку 2016 година. Пред подпишување на договорите нели за добрососедство со Бугарија и пред подпишување на Преспанскиот договор. Така да сметам дека не само што ова позиција на ВМРО ДПМН е исправна, туку дека таа треба да биде прифатена и поддржана и од власт. Не проговоривме за активната блокада на собранието? Активната, видете, работата
на власта, нели власта е поделена на законодавна, извршна и судска. Работата на извршната власт треба да биде производ на, би рекол, работата на законодавната власт, односно собранието. Кај нас толку е подценета улогата на законодавната власт, односно на собранието, што буквално ние имаме држава во која што имаме извршна власт, како врховна власт, во која што законодавната, која што е единствена власт, која што директно произлегува од граѓаните, е во сосема подредена положба на извршната власт. Собранието е, идејата за собрание е да се разменуваат идеи, да се носат одлуки, се разбира, со мнозинство, но при тоа да се земат во предвид и предлозите на малцинството. А ние имаме собрание кое што е само гласачка машина на извршната власт. Никаква консултација со опозицијата, никаков договор со опозицијата. Еве пример, говоревме за спорот со Бугарија. Се побара, ако треба на затворена седница, собранието да биде информирано, како највисока власт, да биде информирано околу текот на преговорите. Власта не се, би рекол, не се осмели дури ни да одговори на. Едноставно се прекјутува. Добро, професоре, споменавте на почетокот кога разговаравме дека не се исклучува можноста за предвремени парламентарни избори годинава. Јас за крај на овој наш разговор само уште прашањево, во јуни тешко веројатно дека ќе се случи таа прва меѓувладина конференција или можно изненадување? Видете, тоа се работи кои што најмалку зависат од нас очигледно, затоа што, пак ја повторам, со онаа политика на субмисивност, ние воопште немаме влијание веќе на процесот. Сега зависи све од некој друг. Така да дали ќе се случи или нема да се случи, ќе зависи повеќе од тоа колку ЕУ и особено водечките земји во ЕУ ќе проценат дека е битно Македонија да почне со преговори во контекст, нели, на украинската криза. Така да дали ќе започнеме или не, тоа повеќе зависи од надворешните отколку од внатрешните фактори. И мислам дека пред се ќе биде значајна тука процената на Европската комисија, на Европскиот совет, дали во моментов е потребно, иако нели сите сметме ние дека е потребно, дали во моментов е неопходно и можно да се притисне Бугарија за да го тргне ветото, а со цел нели да се започне таа меѓувладина, односно да се започнат преговорите. Така, добро, ќе видиме што ќе се случува. Ви благодарам што бевте гостин дел од Студио 10. Благодарам поканата. Владимир Божиновски, универзитетски професор. Уште една кратка пауза, продолжуваме понатаму, влегуваме во финалето, следниве 10 минути за Алберт Муслио, политички аналитичар. Бидете со нас.